Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука се навраќаме на тркалезната маса на тема врсничко насилство во училиштата во општина Битола, организирана од Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, на која беа презентирани прелиминарните резултати од истоименото истражување. Ова истражување го работеа професори од УКЛО и експерти од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Битола. Настан на кој поканетите гости, представници од локалната самоуправа, директори и членови на стручните служби од основните и средните училишта во општина Битола има можност да дискутираат за овај горлив проблем. На официјалното отворање на настанот, кој се одржа во реновираните простори на студентскиот информативен центар на УКЛО, модерен и иновативен простор за креативност и напредни пристапи во образованието, се обратија ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, деканката на правниот факултет, професор доктор Светлана Велјановска, како и градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски. Тие ги поздравија иницијативите за справување со врсничкото насилство, истакнувајќи ја важноста на заедничката работа меѓу различните општествени чинители за еден од најсериозните проблеми во образованието. На средбата, ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, уште еднаш ја нагласи важноста од поврзаноста на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола со заедницата. Универзитетот е секогаш отворен за соработка со сите. Со владините институции, вклучувајќи општинските, посебно со училиштата, основни, средни, со невладиниот сектор и секако со бизнисот. Посебно ми е драго што оваа ваша тркалезна маса е прв настан после реконструирањето на студентскиот информативен центар, кој што траеше минетата година, после една година успешно функционирање во долниот спрат, видовме дека има интерес, дека универзитетот, ако е отворен и пружи рака за соработка, тука сакаат да доаѓаат не само студентите, сакаат функционерите, сакаат заедницата, сакаат учениците од средните и па и од основните училишта, сакаат граѓаните. И затоа ми е посебно драго што го реконструиравме и овај простор, овие два спрата ќе биде стално отворен пред се за нашите студенти, а преку нив за секој заинтересиран за соработка со универзитетот. И посебно ми е драго што сите овие активности што ги гледате се извршени со средства добиени од буџетот на Република Македонија и дел сопствени средства добиени од приходите што ги остварува универзитетот. Вообичаено е модерно кога имаме вакви европски простори да кажеме дека се функционирани од ЕУ, од некоја странска амбасада. Ова се е со домашни македонски средства. Истражувањето за врсничкото насилство во училиштата во општина Битола го направија професорите од правниот факултет Ивона Шуша-Клозановска, Ангелина Станојовска и Целиевски, а во него учествува и професорката Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа и Елизабета Талеска од Центарот за социјална работа во Битола. Станува збор за проект кој е исклучителен од аспект на тоа што ги опфаќа сите основни и средни училишта во општина Битола, рече деканката на правниот факултет професор доктор Светлана Велјановска и истакна. Навистина беше потребен сериозен напор, сериозен труд од страна на нашите професори. Нормално беа вклучени и дел од нашите студенти кои што изразија желба да соработуваат и да учествуваат во
реализација на овој проект и верувајте и јас како декан со нетрпение очекувам да го видиме завршниот продукт, односно целокупното истражување, а денес ќе бидеме присутни само на експликација на дел од истражувачките резултати до кои што дојдоа нашите професори. Ова истражување е само уште една потврда за соработката меѓу локалната самоуправа и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, меѓу општина Битола и науката, посебно кога се работи за тема како врсничкото насилство, која бара системски пристап, едукативно и превентивно, рече градоначалникот на Битола Тони Коњановски и во таа насока нагласи. Врсничкото насилство не е нов проблем кој од моето школување екзистирало, меѓутоа можеби во некоја друга форма. Многу е битно да се бара заедничка акција, свесност и посветеност за неговото спречување и постоење прво. Секоја форма на насилство меѓу учениците без исклучок мора да биде навремено препознаена и соодветно третирана, затоа што границата меѓу вербалното малтретирање, кое јас сум го препознавал во моје време, меѓутоа за жал денес и физичкото насилство е многу блиска. Денес и со зголеменото користење на интернетот уште се дава поголем значај, тоа се мултиплицира во јавноста. Се појавуваат и други форми кои може да остават сериозни последици врз менталното здравје на учениците и нивниот развој. Податоците кои што денес ќе ги добиеме од спроведеното истражување на тема врсничко насилство во училиштата во општина Битола, верувам дека ќе бидат еден важен показател, сегмент за идните планови и мерки на делување и континуирана заложба и на локалната самоуправа и на превентивниот сектор, образованието за создавање безбедна и подржувачка средина во училиштата. Ефикасното спречување на насилството подразбира синхронизираност и координираност помеѓу образовните институции, како што рековме, стручните служби, полицијата, граѓанските организации. Граѓанскиот сектор е многу битно вклучен во ова и сите чинители кои согласно својата надлежност треба да дадат придонес за одржување на меѓусебната почит и толеранција кај младите. Да ги согледаме прелиминарните резултати од спроведеното истражување и да не останеме неми наблюдувачи, туку сите заедно да ги интензивираме мерките и активностите за создавање училишта без насилство, во кое секој дете ќе се чувствува среќно, прифатено, почитувано и безбедно пред себе. По отварањето на настанот беа презентирани прелиминарните резултати од истражувањето, но за нив по музичката пауза. Останете со нас на 90,8 да ги проследите. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зошто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене, да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш. Има меѓу нас хемија, кога погледите ќе ни се сретнат. Не ти е седно, знам.
што кажавме, тимот кој работеше на истражувањето за врсничкото насилство во училиштата во општина Битола го сочинуваа професорите од Правниот факултет Ивона Шушак-Лозановска, Ангелина Станојовска и Ице Илиевски, потоа професорката Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа и Елизабета Талеска од Центарот за социјална работа во Битола. Овој мултидисциплинарен тим спроведе истражувања во сите училишта во општина Битола, за да се добијат сознанија каква е тука состојбата со врсничкото насилство. Се добија квалитетни податоци кои анализираат состојбата во моментот и кои ќе помогнат во изготвувањето на адекватни предлог програми, мерки и стратегии за справување со овој феномен на општинско ниво. Врсничкото насилство или булинг представува употреба на сила, закана или намера за злоупотреба или агресивна доминација на другите. Истражувањата во нашата држава покажуваат дека се работи за зачестена појава. Со нашето истражување сакавме да го испитаме степенот на свесност кај децата и младите за постоењето на врсничкото насилство, рече професор доктор Ице Илиевски, кој посочи дека биле анкетирани 603 ученици, од кои 314 машки и 289 женски на возраст од 12 до 18 години. За него посебно биле интересни одговорите на прашањето како се чувствувате на училиште. Во најголемиот дел од испитаниците, односно одговорите кои што ги добивме, односно 502 ученици кажуваат дека се чувствуваат среќни. Меѓутоа имаме и такви на кои што навистина треба да се работи, да се обрне внимание, кои што изјавиле дека се чувствуваат тажно, или 20 ученици кажале дека се чувствуваат тажно, 19 од нив осамено, 15 исплашено и 47 кои дале друг одговор. Меѓутоа, понатаму при анализата на овие податоци кои што ги добивме, сигурно ќе дојдеме и до некои други вкрстувања или анализи кои што ќе бидат направени. Јас искрено верувам дека заеднички со помош на сите овде присутни, но и пошироката јавност можеме да придонесеме да училиштата ги направиме подобри места, бидејќи таму учат и нашите деца. Прелиминарните резултати од истражувањето спроведено во основните и средните училишта во Битола покажуваат дека високи 96% од учениците испитаници знаат што е тоа врсничко насилство и се детално запознаени кои се дејствија можат да се подведат под овој поим, посочи професор доктор Ивона Шушак-Лозановска, која со присутните ги сподели и останатите резултати до кои дошле при истражувањето. Од резултатите може да се заклучи дека учениците имаат познавање и за видовите на насилство кои што може да се подведат под терминот на врсничко насилство, па така сите тие се свесни дека агресивното однесување, намерната повреда или понижување, вербалното насилство како и физичкото насилство се форми на врсничко насилство. Дополнително, учениците ги препознаваат и новите форми на насилство, како што се сајбер насилството, онлайн вознемирувањето преку социјалните мрежи, како и испраќањето на навредливи пораки. Ширењето невистини за жртвата и социјалната изолација исто така се препознаени како дел од насилничкото однесување. Ова укажува на тоа дека учениците се свесни за многуте форми на насилство и дека истите се во можност да ги идентификуваат во нивната училишна средина. Учениците зборуваа и за последиците кои што може да се појават кај жртвите на насилство во училиштата. Па така, според анкетниот прашалник, тие последиците ги подредиле по следниот редослед. Најмногу сметаат дека булингот кај нив предизвикува емоционален стрес и анксиозност, намалена самодоверба и самопочит, социјална изолација и повлекување, здравствени проблеми поврзани со физичкото здравје, но и мисли за самоповредување и суицидални мисли, како и намалување на успехот во училиште. Околу застапеноста на насилството во училиштата, поразителен е податокот дека само 23% од испитаниците одговориле дека во нивното училиште нема булинг. Овој процент укажува на тоа дека врсничкото насилство е присутно во нашите училишта и тоа го прави исклучително сериозен проблем кој што е подобен за дополнително внимание и интервенција. Според облиците на насилство, учениците најчесто се сведоци на психичко насилство, исмејување, нарекување со погребни зборови и слично,
Потоа следи физичкото насилство, удирање, туркање, клоцање, кубење и така натаму. А на трето место е поставено интернет, односно сајбер насилството, во кое што влегуваат вознемирувањата на социјалните мрежи, онлайн вознемирување или праќањето на пораки. Исто така, според учениците, најчести причини за појава на овој тип на насилство, тие наведуваат дека се надворешниот, односно физичкиот изглед на жртвата, потребата на насилникот да докажува сила и доминантност, етничката или религиската припадност на жртвата, како и потребата од внимание или одмазда поради лични несогласувања. Интересно е сепак да се спомене дека голем дел од учениците се согласуваат дека влијанието на интернетот и социјалните мрежи, како и културните и општествените норми кои што поддржуваат насилничко однесување, се исто така значајни причини за појава на булингот во нашите училишта. Според податоците, врсничкото насилство најчесто е забележано во училишниот двор, во училницата или пак во училишниот ходник, како и секако на социјалните мрежи, а ова насилство во училиштата се случува најчесто помеѓу часовите или пред почетокот, односно по завршувањето на часовите. Насилството според учениците најчесто траело неколку часови или пак неколку денови. Меѓутоа, загрижувачки е податокот дека 15% од учениците изјавиле дека насилството продолжило и подолго од 1 година. Овој податок укажува дека некои случаи на насилство се долготрајни и дека итекако може да имаат сериозни и трајни последици по психичкото и емоционалното здравје на жртвите. Учениците од машки пол се декларирани како почести жртви, но и сторители на булингот. Испитаниците нагласуваат и дека најчесто булингот се извршува од страна на група ученици, што укажува дека оваа појава има колективен карактер, а не само индивидуален. Јас ќе завршам со ставовите на учениците во поглед на тоа како истите реагираат кога се сведоци на врсничко насилство. Најголемиот дел од испитаниците, кога ќе забележат дека некој ученик, односно ученичка, е насилен кон некој друг, изјавиле дека интервенираат и го бранат ученикот. 30% одговориле дека го пријавуваат случајот кај наставник, педагог, психолог и така натаму, меѓутоа сепак една загрижувачка бројка од 20% одговориле дека остануваат неми наблюдувачи на конкретната ситуација, односно дека не превземаат никаква активност во тој поглед. Ова покажува дека иако постојат ученици кои што се спремни да помогнат и да интервенираат во вакви ситуации, сепак постои значителен број кои поради определени причини се решени да не се инволвираат во конкретната ситуација. Професор доктор Ангелина Станојовска пак на тркалезната маса зборуваше за виктимизацијата и за личното искуство на учениците врзано за булингот. Пренесуваме акценти од несиното обраќање. Кај виктимизацијата и личното искуство, на прашањето дали некогаш биле жртва на булинг во нивното училиште, од примерок од 159 ученици или 26,59% одговориле дека биле жртви на булинг, со тоа што кај најголемиот дел од нив булингот се случувал неколку пати во неделата, скоро 12,5%, а кај 11,19% барем еднаш дневно. Со тоа што облиците одговориле дека најчесто кога биле жртви на психичко насилство, 34,65%, 24,78% на физичко насилство, па потоа следуваат со скоро 10% дигиталното или сајбер насилство, па после таа социјалното насилство со 7,36% и 6 ученици одговориле дека биле жртви на сексуално насилство од своји соученици. Доколку биле жртва, во однос на тоа кој го вршел, доминираат учениците од машки пол, односно жртвите одговориле дека најчесто нивни соученици, односно ученици од машки пол биле сторители, 227 одговориле дека тие ги вршат всушност најчесто активностите, но она што спомена и колешката, кај ова прашање имаме дека 18,9% одговориле дека често пати се случува и во група да бидат малтретирани, а најчесто групата да се состои само од ученици од машки пол.
Во однос на возраста, дали биле постари од нив или биле помлади, во најголемиот број случаи кога учениците биле виктимизирани, одговориле дека тоа се нивни врсници кои што го вршат насилството, а додека во 21,60% од случаите тоа биле поголеми ученици. И ги прашавме, се разбира, кога веќе биле виктимизирани, што презеле за всушност да се справат со насилството. 14% одговорија дека ништо не направиле, додека 16,85% одговориле дека ги игнорирале насилниците, 8,78% дека ги избегнувале за да не ги сретнат всушност да не се случи повторно насилството, а само 12,37% одговориле дека пријавиле на службите дека се случува насилство. Во однос на тоа кому кажале, затоа што не мора секогаш учениците да го споделат своето искуство во училиштето. Нормално најголемиот број одговорија дека кажале на своите родители, 22,56%, но охрабрува тоа што втори се наставниците со 16,97%. Ги прашавме дали ситуацијата се променила кога веќе кажале. Тие кои што кажале одговорија дека во 71% се подобрила ситуацијата. Меѓутоа има и такви со 13% кои што кажаа дека откако кажале ситуацијата се влошила, па ги прашавме доколку се влошила или не се променила, што всушност е причината за тоа, и тоа беше прашање од отворен тип, така што најголемиот дел одговорија дека ништо не преземаат стручните лица, во смисла насилниците не ги почитуваат наставниците, никој не реагираше откако кажав, не може еден професор да се спротистави на 17 богобунти, премногу им е страв, не им е гајле на моите соученици ако им кажам нив за да ме заштитат. Професорите се плашат од хулиганите, никој не се интересираше за мојот проблем, другите ученици беа против мене, јас мислев дека сум виновна за тоа што ми се случува. И на крајот од прашалникот оставивме прашање од отворен тип и директно ги прашавме нив, бидејќи имаше одговори дека дури и стручните служби не можат да преземат се за да го спречат целосно насилството, и прашавме нив што тие мислат дека треба да се направи во нивното училиште за да може да се елиминира целосно насилството. Така што некои сметаат дека треба да има построги казни за оние кои што се насилни кон соучениците, дека треба да се работи на зголемување на почитта меѓу учениците, да има повеќе дежурни наставници, да има почесто часови против булинг, повеќе се разговара на темата, да се избркаат оние кои што се насилни од училиштата. Некои велат дека треба покрај санкционирањето да се разговара со нив, проблемите да бидат решавани со комуникација и на мирен начин, заради тоа што тие велат дека на училиште доаѓаат за да се дружат и да научат нешто. Понатаму некои сметаат дека дури потребно е да постои видеонадзор целосен за всушност на таков начин да се обезбедат и да не им се дозволува потоа влез во училиште на оние кои што се насилни, да има повеќе едукација за оние кои што се насилни, но исто така да се разговара и со родителите, заради тоа што сметаат дел од нив дека и домашното воспитување многу влијае на тоа како нивните соученици се однесуваат во училиште. На тркалезната маса стана збор и за влијанието на врсничкото насилство врз психичкото и физичкото здравје кај учениците. Но за тоа по музичката пауза. Останете на 90,8. Сакав да те сватам, си имал тешки денови, но не мислиш ли дека се вично е јас да плаќам за тебе, дадов се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. Кој што
очите што вистина ќе кажат. За тебе дадов се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. На тркалезната маса на тема врсничко насилство во училиштата во општина Битола, на која беа презентирани прелиминарните резултати од истоименото истражување, се зборуваше и за влијанието на врсничкото насилство врз психичкото и физичкото здравје на учениците. За тоа најповикана професорката Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа, дел од истражувачкиот тим. Резултатите ни покажа дека имаме висок процент на препознавање на врсничкото насилство, па можеби препознавањето не е најважното нешто на кое треба да работиме, туку треба повеќе да се фокусираме на тоа како да се справиме со него. Првенствено да изградиме култура на ненасилство, рече таа и нагласи. Таа почнува дома, почнува во семејството, се проширува во заедниците, како што е образовните заедници, значи училиштата, понатаму се колективите, работните организации, затоа што кога едно дете ќе се научи агресивно да го води животот, да се однесува со агресија во основното и во средното училиште и да поминува без некои особени казни, ако не е санкционирано ова однесување и некако ставено до знаење дека тоа не е во ред, после тој поединец кој ќе стане возрасен, тоа ќе продолжи да го практикува во бракот, во партнерските односи и ќе продолжи да го практикува во работните организации. Така што ќе имаме после и мобинг, од булинг ќе премине сето тоа во мобинг и ќе се страда многу долго. Така што некои работи можеме во раната возраст да ги средиме и тоа е многу убаво дека децата и препознаваат не само анксиозност, депресивни мисли, суицидални мисли, туку препознаваат дека и телесни симптоми дава страдањето кога си изложен на малтретирање, кога си отфрлен, навредуван и така натаму. Значи, освен анксиозност и депресија, кои во принцип се емоционални потешкоти кои се јавуваат кај децата, дека и физички се појавуваат симптоми кои понатаму прераснуваат во некоја психосоматика, во некоја психосоматска болест може да прераснат. Значи, анксиозност и депресијата може да бидат само како едно непрепознаено расположение кое кај адолесцентите се покажува повеќе како иритабилно однесување. Нема да се види класична депресија можеби, меѓутоа ќе се види едно иритабилно однесување, незадоволство, acting out, разни нервозни манифестации, така што може и само промената во расположението да укажува дека нешто се случува. Сега дел од тие доживувања се и дел од нормалниот адолесцентен период, меѓутоа детето се променува кога е подложено на некакво врсничко насилство.
се ова може да наликува во исто и може и да се диагностицира кај некој од децата како посттравматско стресно расстройство, значи да добие и поголеми димензии, но често останува субклинички, непрепознаено клинички, значи како манифестација која понатаму ќе го промени детето и како возрастен понатаму образците кои ќе ги во однесувањето кои ќе ги практикува ќе бидат различни. Например, една од најнепрепознатите работи која останува е ниската самодоверба, која прави да не може младиот човек да го постигне својот професионален потенцијал, да не може да се истакне на работното место, да не презема задачи, може да ги компетентно да ги сработува, а не може да си го најде своето место во работните организации. Исто така може голема потешкотија да има во поврзувањето со луѓето, со блиските и да не може да се изградат здрави интерперсонални партнерски односи и сето тоа да направи трајна потешкотија. Така што нашата задача е да им помогнеме на сите кои доживеале врсничко насилство, доживувале и од мој аспект, од психијатриски аспект, ги имаме таквите пациенти, ги имаме луѓето кои имаат сега потешкотија на возрастни години, а корените на тоа се влечат од врсничкото насилство, меѓутоа многу поважно и поефикасно можеме да спречиме да имаме, не е возможно да се искорени оваа појава, тоа никогаш нема да се случи, меѓутоа да имаме што помалку луѓе кои трајно ќе страдаат како резултат на врсничкото насилство. Елизабета Талеска од Центарот за социјална работа во Битола ја посочи важноста од организираното действување кога се работи за сузбивање на врсничкото насилство. Сите сме засегнати од оваа појава која тенденциозно се зголемува, но охрабрува фактот дека кога се работи тимски, мултисекторски, ефектите се видливи, рече таа. Јас би се надополнила на професорот од последните анализи меѓу кои децата беа запрашани како се чувствуваат во училиштето. Голем број процент одговорија дека се чувствуваат среќно. И си има една друга приказна кога учителката му задала задача на учениците која гласела што би сакале да бидите кога ќе пораснете. Едно од децата одговорило сакам да бидам среќно. Меѓутоа учителката одговорила не го разбра прашањето. Меѓутоа, наспроти тоа, детето многу добро одговорило и го разбрало прашањето. Сакам да бидам среќно, да, среќно во своето семејство, среќно во училиштето, среќно да бидам на улица. Значи, она е најголемиот одговор и најдобриот одговор кој што го дало детето. Всушност, тоа се докажа со нашето истражување кое што беше спроведено. Она искрено што го одговориле децата, бидејќи децата се најискрени во овој дел. На некој начин се темелот кој што е поставен за следење и работа со овие деца е Законот за правда за деца и Конвенцијата за заштита на правата на децата, кој што е темел и каде што се тргнува околу и што е во најдобар интерес за детето. А и ние тука сме сите собрани за една цел, всушност да се задоволат и најдобриот интерес на детето. Како деца, дали тоа се деца во ризик, деца жртви на врсничко насилство или сторители на врсничко насилство, всушност заштитата е подеднаква. Значи има потреба од третман и на едните деца и на другите со преземање конкретни мерки на помош и заштита, кои што ќе влијаат за намалување и отстранување на врсничкото насилство. Карактеристично во овој дел на врсничкото насилство е тоа што голем дел од би рекле и оние стручни работници кои што работат директ со децата, и меѓутоа дел од децата кои што се покаже истражувањето не го препознаваат врсничкото насилство. Посебно тешко за препознавање е психичкото насилство и емоционалното насилство, кој што е многу подлабоко и многу посензитивно и тешко се препознава, доколку и самото дете самото не го искаже. Најчесто децата жртви често си ја припишуваат вината за самите себе си, дека тие се виновни дека тоа им се случува. И најчесто е многу тешко детето да се соголи да каже се она што му се случува. Затоа треба да се препознаваат, а тоа е апел до сите и професори, наставници, и ние како стрични лица и родителите, всушност да ги препознаат тие знаци кај децата. Што се случува во детето? Доволно е, например, кога на некој на возрастен би му налепиле различни етикети, лист што ќе израсува без,
поградни зборови, сето тоа го ставиме на грбот, а да не го почувствувал која е тежината што тоа може како да се ослободи од сите тие пораки што би ми го налепиле, а не она што е директно атак врзецката личност што ќе доживее од страна на своите врсници, без револт, негативни пораки, вулгарности. Не може тоа дете само да се носи. Затоа потребно е да се постапува интерсекторски, мултидисциплинарно, значи секој од свој аспект, бидејќи всушност за жал или за среќа, општеството го чинат сите овие тука што сме собрани чинители, од сите ресурси. Значи да не бегаме од обврската, дека тоа не е наш дел. Значи детето е дел на секого. Не дека ако се случува во или надвор училиштето, тоа не е одговорност на училиштето, или не е одговорност на Центарот за социјална работа. Тоа е подеднаква одговорност на сите нас. Значи не треба да замижиме кога нешто се случува. И не треба да осудуваме дека детето е лошо. Не, лошо е постапката. Значи треба да реагираме зошто детето го манифестира тоа однесување, а не дека лошо е детето. Треба да го бараме симптомот зошто се јавува тоа однесување. Значи да се работи со семејството, кои се обраците во семејството, која е врсничката група и она што го окружува, со кого комуницира, како влијае интернетот на децата и сите овие медиуми, бидејќи за жал 90% децата учат од она што го гледаат, а само 10% од она што му го зборуваме. Значи нашите постапки, нашето однесување, нашето комуницирање и она што го изразуваме и ги стикулираме влијае повеќе отколку она што му го зборуваме. Значи затоа велам со децата разговарај, не игнорирај, бидејќи детето тоа го сака. Значи му се покажи љубов, внимание, да се уважи и тоа е се во најдобар интерес за развој и неговото ментално здравје. Би кажала дека сепак соработката со училиштата, со здравство и МВР е на едно позитивно ниво и одиме напред. Постојањето на тие мултидисциплинарни тимови за надминување на состојбата во која што се нашле овие деца. На средбата беа споделени искуства од работењето на стручните служби од основните и средните училишта во Битола, проблеми со кои се соочуваат, но и позитивни примери кои дале резултати во справувањето со врсничкото насилство. Заедничка беше оценката дека организираната средба на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е значаен чекор во подигнувањето на свеста за еден од најсериозните проблеми во образованието, со цел обезбедување поголема безбедност и поддршка за учениците. И ја потврди соработката на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола со образовни и општествени институции, што е една од 4 главни насоки во екосистемот на Алијансата Колорс. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Светлина
Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов дај. Не престанувај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Укло ФМ, Битола, март 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk